Така е 10-то јубилејно издание на Букстар, со Ивана веќе споделивме уште од рано наутро за оние кои што не се вклучувате на Телма телевизија. Тијана, ти благодарам што му даваме зачин на утрото и тоа да дадеме честитки и аплауз за одбележување на 10 години на фестивалот на европската литература Букстар, и тоа испомнав Ивана како да беше вчера кога најавав првото издание, стигнавме до неубава јубилејна 10-ка. Честит јубилеј. Благодарам. Пред се, добро утро на гледачите на утринската програма. Ви благодарам на вас за поканата и ви благодарам за честитките. Ние сме превозбудени, од понеделник почнува фестивалот и веќе фестивалската атмосфера, можам да кажам дека почнува да тече апсолутно во полн сјај. Во полн сјај. Секој пат се потпирате на некој познато ваше мото и метаморфози, сме потсетува на некаква моја метаморфоза, некакво реинкарнирање, растење и еволуирање. И зошто баш метаморфозис има некаква позадина и на естетиката на... Има повеќе причини, да бидам искрена. Пред се тргнавме од моментот дека ова е наше 10-то издание. Стигнавме до една поголема бројка, позначајна. Исто така годинава се одбележуваат и 100 години од смртта на авторот Франц Кафка. И тоа е авторот всушност на делото Метаморфоза. И тие две нешта се одлучивме да ги споиме на еден начин, бидејќи секое фестивалско издание ние растеме како луѓе, расте литературата, ние самите доживуваме некакви промени, како индивидуи и како фестивалски тим. Фестивалот си расте со своето темпо, всушност се ова до кое стигнавме, а го славиме, е некаква метаморфоза. И затоа решивме да го споиме Кавкиниот јубилеј со нашиот јубилеј и всушност да направиме едно метаморфозно издание, односно промената кон нешто подобро за наредните 10. Така е, оно што мене ми остави впечаток и ми го привлече вниманието е како убаво го имате срочено тоа објаснување конкретно за овој 10 годишен јубилеј. Делата што ги надменуваат средините од кои потекнуваат и во рамките на националните книжевности, тоа се дела што се поголеми од моментот и дела за кои книжевниот свет некогаш е претесен и веројатно многумина кои што ја пратат европската книжевност можат тоа да го потврдат, а овие дела се напишани од автори што ја живеат литературата, што значи дека во 3 реченици објаснато токму она кое што е цел на Букстар и кое што од година во година и тоа како ја постигнува својата цел, а од страна на посетителите и од оние кои што ве следат веќе 10 години, веројатно има и доста позитивни критики, а веројатно можеби и предлози, особено за луѓе кои што се длабоко инволвирани во таа област. Апсолутно. Пред се самиот процес на читање е еден тип на метаморфоза. Од пишување на едно дело, како мислите доаѓаат до хартијата, како тоа потоа оди во печат, како е сложено како еден продукт. Самиот читател, како го доживува, сите имаме некои индивидуални чувства и емоции при читање на едно дело, како колективно се доживува книгата и како потоа истата се слави на литературни настани како што е фестивалот. Именно, она што фестивалот на европска литература Тијана го создаде е лојалност, доверба и поддршка од страна на читателската публика. Вистина е културата столб на една заедница, на една нација, и тоа треба да го вардиме. Апсолутно. И многу ми е драго што во текот на годината календарски секој пат се случуваат некакви книжевни збиднувања и фестивалски изданија. Букстар си го најде јадрото вистинско кај читателската публика, а и меѓу другото, оно што го овозможувате секако голем дел од некои од овие фантастични автори да имаат прилика да се запознати со читателската публика. Тоа нема да биде исклучок нели годинава. Секако. Да го создадете како едно матине и дружба со истите. Што е најфасцинантното Букстар што и до ден денес му дава една движечка сила и енергија, некакво гесло или парола по која што се или самата метаморфозис може да го искористиме тоа како сиви овие 10 години што Метаморфозата е дефинитивно дел од тоа, но и како што спомнавте и двајцата, мислам дека самиот момент на тоа дека сепак мала држава сме, но имаме посветени читатели кои се желни да дознаат што се случува во главите на авторите. Потекнуваме од дел каде што се уште цврсто стоиме на нозе кога станува збор за физичка книга. Збориме кога правиме некоја споредба со дигиталната форма? Да, а истовремено и
од страна, од гледна точка на авторите е интересно да дојдат во земја каде што луѓето се желни за физички контакт. Да. Ја носат книгата на подпис. Желни се да поразговараат за делото. Авторите знаат дека тие читатели читаат на својот мајчин јазик, што се случува со преводот. И сите тие делчиња всушност се движечка сила на самиот фестивал. Како наредната година, како оваа година, што да направиме во смисла на тоа дека можеме различни автори кои доаѓаат од различни краеви на Европа, зборуваат за најразлични теми, дали општествени, дали психолошки, да ги доближиме до нашите читатели и што тука при тој спој може да се направи во смисла на тоа да одржиме нашата култура, а и да им помогнеме на авторите во една понатамошна метаморфоза, всушност да се изградат и самите себе си за понатаму, но и како преживуваат нивните дела во земји кои не се нивните родни земји. А кој знае колку импонира за овие автори кога нивно дело е преведено и адаптирано на точно мислам дека за секој автор новиот превод е истражување на нова територија. Така е. Истражување на нова територија во литературата, нови луѓе. Ширење на хоризонтите. Апсолутно, апсолутно. Не е тоа само уште една шанса да се промовира делото, тоа е многу подлабок процес кој допира до самите улици на градот, како што во моментов е и за зборот за Букстар, односно промоцијата на самиот фестивал. Да, одлично. Во интерес на времето, може само да кажеме уште за самото отворање на Букстар оваа година, на своето, како што споминавме, юбилејно издание, 30 септември, имате одлична програма, впрочем како и секоја година. Накратко за оние кои што ќе видат дело до отварањето, за оние кои што имаат намера, се разбира, да дојдат и се тоа кое што го најуваме ние тука во кратки црти, а подетелно во следниот период од Букстар, како ќе изгледа почетокот и отварањето? Отварањето се случува на 30 септември во лабораториум. Уште еден фантастичен мултимедијален центар кај нас. Точно, тоа ни уствари всушност и фестивалскиот центар годинава, иако Букстар се случува на неколку локации, вклучувајќи го и Филолошкиот факултет, Националната библиотека Браќа Миладиновци, но лабораториум ни е фестивалскиот центар. Отварањето се случува во понеделник. Тука на самото отварање секоја година имаме и почасен говор од македонски автор, годинава тоа е Румена Бужаровска. Понатаму програмата ќе продолжи со две фантастични авторки од Чешка и Италија, кои ќе зборуваат всушност за своите животни судбини кои ги имаат преточено во дела. Италијанската авторка има ретка генетска болест која води до целосно слепило и тоа го има преточено во својата книга, односно Паула Перети. Чешката авторка Мирженка Чехова ќе зборува за тоа како од балерина се станува автор и културен промотер. Така да тоа се случува на самото отварање. Целата фестивалска програма е комплетно бесплатна, сите се добре дојдени. Од колку часот вратите се отвараат? Фестивалските врати во понеделник се отвараат од 7:30 напладне, 19:30 и секоја вечер до 3 имаме ноќни настани кои се случуваат во фестивалскиот центар. Фантастично. Именно, може ќе најавиме уште од сега дека некој можеби од авторите ќе ги имаме и во рамки на утринската телма, ќе бидеме во комбинација бидејќи е ретка прилика нели да ја посетат Македонија, ама и да се сподели приказната и пред гледачите на телма. Ти благодарам, Букстар, како што кажавме, честитки и ги дуваме 10 свекички од овој понеделник во лабораторија. И уште многу години постоење, се разбира, по одбележување на овој јубилеј.